како што видовте и од промото видео пред вестите, и како што јас ви најавив, гостинот веќе ни пристигна заедно со нашата Искра. Добро ви утро. Искра, добро утро за Михаил Минов, магистар по фармација. Ке разговарате на тема здравствени ризици, што ги носи летото. Добро ви утро. Летото е веќе пред нас, Искра, за некои десетина дена, зборам календарски. Какво лето имаме? Инаку со температурите веќе сме недела дена, навистина сите ги чувствуваме овие промени од ладно, некако нагло овие температури ни дојдоа. Ке зборувате со Искра на многу корисна тема за нашите гледачи, како да се навикнеме на овие топли температури и кои се ризиците што ги носи летото. Како поубаво да уживаме во летото, јас би рекол. Да, благодарам за поканата. Да, повелете. Добро утро. Добро утро и официјално. Да, и официјално, нашиот фармацевт, јас така секогаш ве викам. Да, очигледно завладеа некои пеколни горештина, африкански бран, нели? Па да ве прашам, не постои апче за да се разладиме, така? Не. Не, за жал не. А дури најлошо нешто што сами на себе си го правиме е шишето вода од фрижидер. Ладната вода. Нема нешто поубаво. И јас велам така дека нема ништо поубаво, меѓутоа организмот вели обратно. Што ни прави тоа кога ќе се напиеме? Всушност доаѓа до една реактивна состојба на зголемено ослободување на енергија внатре во организмот, бидејќи најнаш е внесена количина на течност која што е ладна. Многу подобра опција е на собна температура, условно кажано чај од камилица или од липа или од нане, на собна температура да биде, значи не оној зимскиот чај што го пиеме за да се стоплиме, него чисто да се освежиме. И што е можно помалце шеќери. Односно помалце шеќер во чајот, помалце шеќер севкупно во намирниците, за да го пребродиме овој летен период, како да кажам, поедноставно. Значи, горе-долу, од се треба помалку, така? Преку лето. Во принцип, да. Од се се треба помалку, сега нели човек тука ќе каже, па значи треба и помалку и да работам, помалку и да спијам, помалку и да јас така си го протолкувам, да. Да, лето е и треба така животот малце да биде смирен. Посмирен. Здравствените ризици кои што ни ги носи летото, тоа е нашата денешна тема, па ајде да почнеме од тука. Кои се тие здравствени ризици? Значи, првенствено, најглавен здравствен ризик е топлотниот бран или сончаницата, кој што ние самите никогаш нема да признаеме пред самите себе дека сме во состојба на сончаница или топлотен бран. Облечени од сабајле, излезени на работа, повозрастните ќе отидат со автобуси на пазар, ќе се натоварат. Во 11 часот веќе температурата е 38, негдека околу 14 преминува и 40 степени. Организмот не може да ги искомпензира активностите што ние му ги наложуваме со она што е климатска промена. А и прито само ќе додадам уште нешто што сум забележала кај повозрастна генерација, за разлика од помладата, што е веќе научена постојано се шета со шишенце вода. Повозрастните не гледам дека имаат таа навика. Се уште немаат, затоа што тие кога биле помлади имаше, барем јас се сеќавам, чешмички на секој второ ќошенце. По тротоари, по улици, така да човек можеше да се освежи. Денеска ги нема тие чешмички. Што значи на сето што го набројавте, тоа уште ја влошува ситуацијата. Да, хидрирањето. Значи, хидрирањето е најдобра превенција за овие сончаницата, топлотниот удар, односно на прегревање на организмот што се случува, хидрирање со обична вода. Ништо подобро, така? Да, па ќе кажам да не е премногу ладна, да не е со многу котски мраз, да не е директно од фрезерот, меѓутоа да биде сепак за 2-3, максимум 5 степена пониска отколку температурата што е надвор. И сончаницата и топлотниот удар човек може да ги преживее и на нога, меѓутоа може да бидат и многу сериозни. Сериозни од аспект да направат и трајни промени здравствени, кои што ќе траат и во текот на зимата, па ќе бидат и до наредното лето. Да, организмот компензира. Значи, дефинитивно ја подценуваме сончаницата. Апсолутно. Апсолутно, ние сметаме дека све можеме секогаш да направиме. Не е исто во април да се направат
голем број од активностите надвор и еве на плюс 40, на плюс 45 степени. Што се однесува до болестите? Кој искуствено вака, од што најмногу се разболуваме токму преку лето? Летно време некако летото е фактички секогаш резервирано за стомачните вируси, односно стручно се тоа инфекции од група на вируси, ротавируси, кои што организмот самиот се изборува со нив преку диареја. Значи, тој ротавирус директно како таков ќе застане во белодробието, ќе се направи локална имуна реакција, ќе се активираат имунокомпетентните клетки, меѓутоа самиот организам наш ќе доведе до една турбуленција, односно дистурбанца во дигестивниот систем и финално за 1-2 дена ќе настане и диарејата. Таа диареја обично трае 2 до 3 дена, од ротавирусите, во принцип е пропратена со повишена телесна температура, но не премногу повишена и поминува најчесто со, како да кажам, поедноставна терапија со пробиотици, односно активен јаглен. Нема потреба од антивиротици, а особено не од антибиотик. Меѓутоа, тие ротавирусни инфекции, односно стомачниот вирус, некако ги добиваме сите, сакале или не икеле, дали ради тоа што лето е, па сакаме повеќе зеленчук, сакаме повеќе овошје, па нема да го измиеме како што треба, него ете така, праската земена од гајбата, директно ќе ја изедеме, или марулата, односно краставицата, нема да ги измиеме, директно како салата ќе ги припремиме, а овие вируси живеат таму. И дополнително нешто, моментот на хидрирањето. Кога организмот е во состојба на дехидратација, побурни се имуните реакции. Ради тоа треба постојано хидрирање, треба постојано со шишето вода, односно чајот од нане, од камилица, од липа, да не биде на маса. Сега, што е со лековите? Дали има некои правила, нешто што треба да внимаваме при користењето на лековите во текот на летото? Во смисла, дали треба да се чуваат на посебна температура? Што е она што треба да промениме во однос на другиот период од година? Искра, знаете како хроничната терапија е хронична терапија. Изборот... Нема тука лето-зима. Да, нема избор дали било плюс 40 или минус 20. Здравствената состојба на човекот е таква, бара хронично да биде приман конкретен лек и тој мора да биде приман секојдневно. Проблемот е воколку се прескокне доза или воколку се надмине препорачаната дневна доза од конкретниот лек. Летно време лековите нема потреба да ги чуваме во фрижидер или на некој посебен режим. Доволно е на самото кутивче секоја од фабриките пишува за начинот на чување на конкретниот лек. Има лекови кои што се чуваат во фрижидер, има такви кои што се чуваат на собна температура. Меѓутоа тоа е назначено од самата фабрика. Колку и да не сме сигурни дали сме го послушале аптекарот, фармацевтот, односно лекарот, каде да го чуваме лекот, сами можеме да прочитаме дали лекот се чува во фрижидер или се чува на собна температура. А инаку, хроничната терапија, значи дозите се тие. Но треба ли барем на консултација се појде дали треба да се промени воколку човекот, пациентот почувствува влошување на здравствената состојба. Односно, пациенти кои што се на хронична терапија за кардиоваскуларен систем, значи инфарктите се тука, нели миокардниот инфаркт е тука, високиот крвен притисок, мастите во циркулацијата, воколку се осета дека им се влошува драстично здравствената состојба, да, треба да отидат на лекар, треба да се направи една убава проверка. Кај сите останати, повторно на одпочетокот што го спомнавме, малку полабаво, малку посмирено, повеќе вода, по можност со додадени електролити и толку. Ништо спектакуларно.
Сега да ви запрашам за конкретно за еден лек. Значи, јасно ни е, хронично болните мора да се примаат терапијата без разлика на годишното време, но конкретно за диуретикот сакам да ве прашам. За оние кои што мора да го пијат. Знае да предизвика дехидрација, така особено во летниот. Диуретиците, тоа има еден од ефектот, нели, но да не се сме да се избегнува од друга страна. Што да направат овие пациенти кои што се приморани да го пијат и при најголемите горештини? Мора да го испијат лекот, затоа што диуретиците се група на лекови кои што делуваат на функцијата на бубрезите и како да кажам, ја подобруваат општата здравствена состојба кај пациенти каде што се навистина препорачани, односно диагностицирани одредени здравствени состојби. Воколку пациентот примети дека значително губи течност од аспект на бубрезите, односно преку урината, а при тоа се потиме на плюс 42, нели? Треба консултација со лекар, можеби ќе биде потребно нивелирање на дозата на диуретикот, намалување на дозата на диуретикот или промена на конкретниот лек со некој друг кој што ќе делува по друг механизам. Затоа што зголеменото потење преку потта се елиминираат од организмот и минералите, односно електролитите. Истото се случува и преку урината. Воколку човекот се доведе во состојба на исклучително силно празнење и на течност и на електролити, тогаш ќе може да влезе дури во состојба на шок. Бидејќи во организмот недостасуваат основната течност, водата, меѓутоа недостасуваат и минералите, односно електролитите. При дехидратација ве споменавме неколку причини, начини како да се доаѓа за жал до неа. Како повторно да го рехидрираме организмот? Обична вода. Само со вода. Обична вода е најдобро нешто, секдека можеме да ја купиме и воколку сме малку паметни, ќе имаме и прашоче со електролити. Односно, таа солена вода, тие електролити се оние кои што внатре во организмот тие молекули ќе ја врзат водата и ќе останат и молекулите вода, меѓутоа и молекулите на минералите ќе останат во циркулацијата, односно нема да биде чисто плакнење на организмот со вода. Електролитните прашучиња ги има и во облик на шумливи таблетки, веќе, да. Значи има различни дозажни форми. Во принцип сите тие содржат минерали, дел од нив содржат и шеќери кои што се исто така потребни во процесот на рехидрирање на организмот. Да, тоа ми споменавте дека и со гликоза можна рехидратација, така што вие која е разликата меѓу нив, за која опција да се одлучиме? Во принцип би требало, односно самите електролитни прашочиња содржат во себе и определен шеќер. Неопходен е за да даде енергетски импулс во организмот во случај... Затоа што старите шеќери водичка давале така во таков случај? Нели кога ќе ти се сложи, обично шеќер и водичка, лажичка шеќер во водата, демек да се смириш, нели? Така да всушност требаат и двете компоненти да бидат присутни. Не е убаво да биде само шеќер, односно гликоза или зависно од што е од лековите, например, воопшто не е лошо да бидат само електролити, односно минералите. За крај би се навратила повторно ова што рековте, еден од најголемите проблеми, да речеме здравствени ризици, тоа е нели диарејата, народски кажано проливче, што си го велиме ние. Сите ке не фати. Летово... Сакале некеле, да. Од короната, например, научивме, во периодот на короната научивме да ги миеме рацете, па може би и после било каква активност. Меѓутоа, последно време некако приметувам... Се вративме на старите навики. Ретко кој така ќе спофаќаме свежи во идиво и после тоа нели храната и во уста. Банкнотите, парите се исклучително прљави. Прљави од аспект на присутни бактерии и вируси на самата површина. Кој се ги нема фатено, папаѓани на земја, така. Меѓутоа, ретко кој од нас дома кога ќе дојде, ќе ги измие рацете, а фаќал пари. Или особено, например, деца ќе отидат да си купат нешто со парата и после тоа директно храната оди во уста, внесуваме,
внесуваме, нели, инфекција. Баш кога се излезени со часови надвор, децата И треба да бидат. Треба да бидат, но прито сигурно не носат сапун со себе, нели? И не треба да носат така. Апсолутно. Да. Колку може да биде опасна диарејата? Многу. До што може да доведе? Може така, да за да се заплашиме, за да знаеме... Може да доведе до една состојба, значи во принцип ќе доведе првично до дехидрирање на организмот. Бидејќи низ дигестивниот систем не е замислено да се движи течност, туку столица. Моментот кога настанува диарејата, кога од организмот излегува течност и од дигестивниот систем, која што е количински многу поголема неголи преку бубрезите, односно со урината, доаѓа до опаѓање на нивото на течности во организмот. Тоа опаѓање на течности ќе предизвика понатаму многу посериозни здравствени проблеми, дури една состојба на хиповолемичен шок, кога во организмот има драстичен недостаток на течности, односно вода. Затоа, кај диарејата, моментот кога ќе се осети самиот човек дека кркорат цревата, дека има некаква дистурбанца, да, вознемиреност, пробиотик. Сите имаме дома пробиотик, сите знаеме за млечно-киселинските бактерии, дури искрено, ако и немаме, урдата ќе биде најсоодветна замена од прехранбените намирници. Не е јогуртот, не е сирењето, кашкавалот, меѓутоа урдата е таа која што е најбогата со овие млечно-киселински бактерии. За да се возобнови флората, односно на нормалната флора во цревата и да се повторно воспостави нормалниот систем на дигестија. Во поглед на пробиотиците, со оглед на тоа што кога ќе влеземе во аптека има оголемен избор, како да знаеме што да одбереме? Ќе одбереме производ кој што има најмногу пробиотски култури, млечно-киселински бактерии, пример осум, и во највисока можна концентрација. 12 милиарди, 16 милиарди, 48 милиарди пробиотски култури во една таблета или капсула, нели. Од овие 8 што ви ги спомнав, финално ќе доведе тоа еден комфорт дека еднаш дневно ќе биде сосема доволна таа терапија и условно кажано за 3 дена ќе се среди проливот. Пред 20 на 30 години кога започна овој тренд на пробиотици, во тој период се дозираа пробиотиците 3 пати дневно по 2 капсули, бидејќи беа од една пробиотска култура со исклучително ниска концентрација на овие млечно-киселински бактерии. Денес веќе имаме нели технолошки напреднати форми кои што го даваат тој комфорт. Денес, утре, задутре и толку. Само да ве запрашам, во однос на некои совети што ги има по интернетов, вие конкретно прецизиравте кога треба се започне со пребиотикот во моментот кој ќе почувствуваме, нели? Да, самиот човек треба да го, значи не треба да чека да настане состојбата на интензивна диареја, тоа е значи повеќе од 3 празнења на цревото во текот на еден ден, кои што се поразлични или потечни од вообичаените. Тоа е веќе состојба на диареја. Значи да не го чекаме тој момент, него можеме на своја рака и треба самите да се грижиме за сопственото здравје, да не чекаме да завршиме на инфективна клиника. Но што е со оние совети, особено да речеме кога се подготвуваме за одиме на одмор, нели, одморот си е составен дел од летото, превентивно. Пред тргнување на пат, уште неколку дена има совети да се започне и со пребиотик, дали го препорачувате тоа? Да. Пробиотикот, знаете, и да се продолжи кога ќе стигнеме на одмор. И да се продолжи кога ќе стигнеме на одмор, па и, не знам, ден-два кога ќе се вратиме, воколку одиме во некоја дестинација каде што знаеме дека постои некаков здравствен ризик, дека, ете, може сме слушнале од по комши, од пријатели, дека... Интернетов е сега, си постои така, глобално село. Значи, пробиотикот е исклучително, пробиотиците се исклучително безбедни како лекови, со многу повеќе бенефит за организмот отколку само антидиароичното дејство. Пробиотиците се даваат и за подобрување на состојбата на кожата, кај определени дерматолошки индикации веќе, меѓутоа пробиотиците се даваат и за подобрување и на когнитивните способности, бидејќи во
цревата наши се секретираат преку 70% од имунолошките клетки. Така да она што се вели здраво црево, значи здрав организам, се однесува токму на тој момент. Не смееме таа дистурбанца, вознемиреност на цревата, воопшто не е едноставна, воопшто не е така. Ништо не ми е. А што е со активниот јаглен? Дали тој превентивно го препорачувате? Активниот јаглен оди исклучиво по индикација. Активниот јаглен оди во случаи кога пробиотикот не може да го сопре проливот, односно кога проливот е најчесто од инфективна природа. Активниот јаглен делува на тој начин што на себе или во себе, во самата молекула, ќе врзе голем број од овие инфекти кои што го предизвикале проливот. Финално ќе доведе до една состојба на сврстување на столицата во цревото и празнење на една содржина која што ќе биде буквално црна по боја. А јаглен е, мислам, нормално е да е така. Значи, редоследот е многу едноставен. Почнуваме со пробиотик, доколку не се успе, тогаш се преминува на активен јаглен. Во текот на целиот тој процес електролитите, прашочето електролити е задолжително. Значи, мораме рехидрирање на организмот постојано да правиме, бидејќи самиот пролив како таков, спомнав и преска, доведува до состојба на дехидратација на телото. Јас сум да видам со оглед на тоа што секогаш ни оди разговорот, претпоставувам дека преминавме веќе во минутажа, но имам едно финално прашање, што мислам дека на сите ќе ни од корист. Пакувајќи се за на одмор, што треба да спакуваме во она турбулено за нашата семена аптека, подвижна аптека, патна за патување, аптека, значи, без што не смееме да тргнеме на пат? Електролитите се тука, пробиотиците се тука, активниот јаглен едно пакување, фактори за заштита од сонце, лосион за после сончење, за повторно на хидратацијата, нели влажнењето на кожата, да не прегориме од сонцето. Нека биде и некој антибиотски спреј во случај на некои мали повреди. Обавезно да си има некаков фластер, односно ханзапласт, во случај повторно на повреди и зависно од местото каде што се оди, производ репелент кој што ќе ги брка инсектите. Да. Бидејќи тие знаат да направат условно да го уништат одморот, комарците, а и сите останати инсекти. И ненаспани ќе останеме, и збоцкани, да. Така. А плюс што може и други проблеми да предизвикаат. Многу ви благодарам на ова ваше гостување. Благодарам, Искра, моја е честа. Ви благодарам и јас на двајцата, немам што да прашам, бидејќи Искра се убаво ве испраша, убаво си објаснивте за тоа како да се однесуваме во летниот период. Она што јас разбрав е да ни биде и да го одржуваме организмот секогаш хидриран. Така, тоа Најбитно. е најважно. Ви благодарам за гостувањето.